Здраво батиња, пак јас. Не чисто да ве прашам, ја гледате уште песната или толку доставеш? Префрливте од плавото око на Адам на плаво око гледаме дубоко. Добро, душа, може ја заборавате, нова е, не се допамтуваме свај. Плаво око гледаме дубоко е класика, ова уште не е класик. Затоа ќе оставам линкче на екранот да ви олеснаме сваѓај. Не за друго, туку уште не утврдивме на кој личи Адам. Некој велат ист татко му, некој ист мајка му. Така што зирнете го спото уште еднаш и кажете ми вие што мислите. И ако не ве мрзи, споделете го спото, нека видат и другите, нека кажат на кој личи, да утврдиме, ме сваѓаш. Отивака нива мунитамус. Божи? Така, јас во меѓувреме на шпица ќе пуштам, па после ги си го продолжиме муабет. Ајде ва те пуштам. Исто ко те, значи плюкнат на те. Ичне ти треба ДНК тест, плюкнат скроз. Значи Виктор без љутење, без замерки, ама исте ко Милена, на мама е. Значи целио е на мајка. И не само ти мислат луѓето дека му замериш ако речат дека личи на другиот родител. Истото и на Милена, леле Милена, да не се наљутиш, ама исте ко Виктор. Значи таме има одбрано, зашто би се наљутил? Зашто би се наљутил јас ако речат дека е ист како Милена, кога сум ја одбрал неа за животен сопат. Напротив, уште помило би ми било Арно, ако што би рекол брат Гоце. Исто во носот ко мене. Арно во носот колку во умот. Арно очигледно не е џабе речено дека очите на сите гледат различно. Индивидуално е скроз. На некој луѓе му е плюкнат на мене, на некој плюкнат на Милена, секој различно го перцепира и затоа велат за вкусој не се дискутира. Пошто очигледно сите баш ка гледам. Јас на пример уште во породилна ко се роди го изчистија и ми велат леле на кој ти личи. Ти го гледаш тоа такво смачкано посинато во сурато. Појма неа му велам. Сестрите внатре исто е ко тебе. Плюкнато. Се вртиш ти па го гледа. Не баш. Викаш од каде на мене? И после го носиме дома и иди брат ми и жена му вели леле. Фацата му е кој те праша. Викам сум од каде кој те праша фаца. Ја фацата за мижаната ја гледаш. Кој речем кој те праша. Таков беше Адам ко се роди. Само што јас буквално пред 2 недели приметив дека воопшто ја прам фаца. Не ни имав појма дека прам некаква фаца кој речем кој те праша. Буквално случајно има видео во телефонот. Тоа една од првите слики на Адам и скролнувам, враќам назад си викам, еј, зашо ми зборале луѓето. Па по 2-3 недели брат ми најде некој албуми стари дома и ми пушта слика од јас ко сум бил колку Адам. Јас ја гледам слика на телефонот, го гледам Адам, приклучувам камерата и го чкрапнувам на момент. Еве ги сликите. Што викате, не е блиску работата, дури позната иста се погоди. И му викам, дој си ги ти албумите, ги дој се. Кај на? По некој ден дојде мајка му, татко му на Милена, отварат албумите и татко му вика, кај го најдовте Адам со толку стари алишта, и сите назе. Милена му вели, не Адам, тој Виктор. Што збора, вика татко му, и од тука натаму Адам беше Викторче. Сам тој секако ќе биде Викторче цел век. Тоа е вате. И јас да бидам искрен, нич не очекував дека ќе личи на мене. Нешто не очекував, туку си велев поарно на мајка му да личи, да биде поличен од татко. Сам тој секако ќе биде поличен, ама уште поќе да биде поличен. Арнова, тоа е синко од генот апостоловски, нема бегањева. Со здравје си го носиш. А и не можам да речам, ти кажам право. Убаво е чувството кое речат плюкнате на те. Иако никогаш не сум бил човек што му било битна таква работа. Битно било на кој личи детето, мора здраво живо да си расти како што треба, да си ги учи работите, да си се развива како што треба, се да си би со ред. То на кој личи и кај личи ич не е битно. Освен нели ако си трач рубри. Тогаш е најбитно. Маре. Исто ко него. Како можеш? Абе не баре го има испечатено на лист. Ти ако ништо друго рајат му е глата, си знај дека е него. Кодемек иначе ич немаше рајат глата. Ауко ќе се уплашев ако не личеше на мене. Еден страв кој ќе ме фатеш. Па тек тогаш ку знаеш шо песна Страв ќе излезеш. Оу, Стравој. Тогаш ќе си викаше Страв невиден песната. И рефрено гарантија беше не знам дали си мој, не личиш на мене. Шумува бе ти овие луѓето. Сам јас знам дека тоа е еден вид на хумор, не смешен малски хумор. Не крајат тие глата си знаеш. Ама малце делува како да открива некои несигурности кај коментаторите кои коментираат такви работи. Не знам еве така. Мислам си правиме муабет, не ме карај. Да речи века така се веи. Ама тоа е битно да има што се збора. Од иначе не бега време. Иначе е нормално дека детето ќе личи на двајцата на некој начин. То не може да биде еднакво, дали поке, дали помалце, не битно ќе ги има најубајте работи од 20. Не мораше баш носо на мене да му биде, ама тоа е. На крајот на денот, кој те праша? Што беше уште појако, нели бебињата ќе се родат пример со косичи, па после му паѓа, па после пак почнува му расте. Така Адам ќе се роди со коси, почна косата му паѓа, за листоците овие бразните овде исти ко татко. Абе не знаевме кој има помалце коса на момент. Како можеше, реков, ај носо како било, уше за листоците ти се погодат ко вој. Па
баре косата да му одна мајка му срана. А тоа е како ние што немавме право на избор и другите беблаци нема. На крајот на денот кој што реков, нека е здрав прав, секој што треба. Така како изгледа дали паѓа лакоса или не, то не е битно. Па ќе се најди тука некој паметен ќе ти речи има студија дека децата на почеток поќе личат на таткото, за да таткото да го прифати, да свати дека е негово, да не го отфрли. Добро, Animal Planet, National Geographic сме ние. И лаво ќе дојка и лавицата нема си го познае детето и ќе го отфрли. Сам доброто, може стварно има студија, може стварно така е. Ама јас знам како факт дека сите деца не личат на татковците кои се роди. И шо треба се тој да направи? Твое бе брат, нормално е дека ќе сакаш најмногу на свет. Што уште појако луѓето не само на тебе и на жената, му заличва на баби, на дедовци, на вујковци, стриковци, на сите, што е нормално, пошто фамилија сте личите сите, така. И така сите добија пораки на мајка ми, леле на тебе лич, на брат ми му пише исто ко те, ами срико му е. Ич да не е некоја црта сигурно ќе исто како што ги има и од вујко му. Арно, ама тоа е кој што рековме на почеток, на сите очите различно гледат и затоа ме интересира вас на кој ви личи. Еве имате коментари и на YouTube и на Facebook, Instagram, TikTok, кај сакат. Пишете на кој ви личи и зошто. Баш ме интересира што се ќе си напиши и конечно да решиме дилемата на овие што не му е јасно. А и дури пишите, послушајте песната, поднаучете ја малце. Што знаеш и да тубај време, може да ќе се направи некој концертче, може да шо знаеш. Треба да се знае песната да се пеи. Не е ова туку така, а не ќе се научи сама. Еве јас што е до мене ќе манам уште некоја акустична верзија за полесно да потурниме работата малце. Ама битно и вие научете го текстот, за да можеме потаму заедно да ја пееме. И кога сме веќе кај текстот, да не заборам, добив критика. Демек супер се, ама не ти е текстот за пеење баш. И тоа ме интересира, ми го искоментираат. Што мислите за текстот? Дали чини, дали не чини, дали е убав за пеење, не е убав за пеење. Сам секој тип на критика е секогаш добре дојде. Слободно лавајте си ја душата и ич да не се секират. Се што мислите ми кажи. Важи? Така. Толку од мене за денес. Ви останете на нашата програма, слушајте ја страв, научете ја, кажете ми на кој личи Адамче и ние се гледаме наредна епизод. Поздрав, имајте убав ден. Нема што не сум видел, пред никој не замрзнав, но кога дојдете видовте допрев и сватив ја што значи страв. Сум минал добро и лошо, лесно пребродував, откако дојде сум најсреќен, најгорд и чувствувам страв. Нема што не